Добар, господине Џофери, колеги пратеници, за една идеја за која што на еден начин застана цела политичка јавност во Македонија и сите политички партии во парламентот, со овој потек како мнозинство му ставате една голема дамка. Зошто тоа го велам? Заради тоа што носењето на законот за ОТА беше заеднички од сите нас. Изборот на директор на ОТА исто така беше заеднички од сите нас. Кога дојдовме до моментот да одбериме граѓански совет за контрола над ОТА, личните интереси преовладаа кај вас како пратеници. Не зборам лично за вас, туку на луѓето кои што ви вршеа влијание да мора да се избери овој граѓански совет. Ќе одам од тоа дека една од колешките, Ивана Туфекџич, кажа дека точно е дека можда јавноста не е доволно анимирана, точно е дека треба да се допрецизира законот, меѓутоа мораме да го избериме граѓанскиот совет. Јас не разбирам зошто да мора да се одбери дел од граѓанскиот совет. Прво, не е против законите, бидејќи очекуваме нели да се распишат избори за претседател на државата, не е против законски да изборот на ова тело биде направен и во период кога се распишани изборите. Значи, не сме притиснати со некои рокови да мораме денес тоа да го направиме. Второ, со изборот делимичен на граѓанскиот совет, како мислите тој граѓански совет да функционира? На кој начин? Тој совет треба да има 7 души членови, сега избираме четворица, тој се избирате четворица. Четворица кои што се од одредена област, од друга област нема предложени кандидати, нема избор на тие кандидати. Што треба да прави овој совет, кога не е во комплетен состав? Значи, сака неки, овој совет мора да почека да се докомплетира, да почне да функционира. Тога што е проблемот? Да не се изврши изборот сега, да се распиши оглас за докомплетирање, тоест за оформување на комплетен состав на овој граѓански совет, и тогаш со еден избор да се изберат сите 7 души кои што ќе работат во тој совет. Ќе му дадеме поголема јавност на огласот, ќе анимираме повеќе луѓе да се пријават, и дури, ако сметате како парламентарно мнозинство дека треба да извршиме некои ситни корекции во законот, во врска со составот на советот, и тоа имаме време да го направиме. Се во интерес да изборот на тој состав на граѓанскиот совет биде потребен од сите нас како пратеници. На овој начин, како парламентарно мнозинство, му давате големо бреме на плеките на членовите на тој совет. Прво, не се поддржани од опозицијата. Второ, се избрани делимично во делимичен оглас. И место да работат со полна сила и енергија во насока на контрола на ОТА, тие ќе бидат обележани уште не почнати со работа. Ќе бидат обележани дека се партиски луѓе. Сакате вие тоа, не ги рајте го или не, сакате велете дека тие си се експерти од својата област, што за дел од нив и не е ни спорно, дека се експерти. Меѓутоа, на овој начин, на ваков начин на избор на граѓанскиот совет, голема дамка му ставате на нив како членови на тој совет. И како очекувате да граѓаните, неопределените, веруваат во овој граѓански совет? Има луѓе кои што не се занимаваат многу со политика, можда и
не ги ни познаваат луѓето кои што ќе бидат избрани во овој граѓански совет, што е нормално. Меѓутоа, ќе слушнат дека во собранието имаше дебата, ќе слушнат дека и законот, и изборот на директор на ОТА беше избран од сите нас заеднички, меѓутоа, составот на граѓанскиот совет беше избран само со поддршка на пратеници од мнозинството и беше избран во половична, да речам, постапка. Дел од советот беше избран. Како неопределен граѓанин ќе речи, ова мора да има некоја политика тука. Ајде убедете го тој човек дека нема политика во оваа работа. Како ќе го убедите? Така да голема грешка правите, меѓутоа вие си знаете, одговорноста од денес натаму за контрола над ОТА во граѓанскиот дел си ја сносите вие и со тоа нормално ќе си терате натаму. Јас, како да не испадни само дека критикуваме, ево и ќе ви дам еден предлог. Дајте луѓе, денес нема потреба да го одбериме граѓанскиот совет. Да не го одбериме. Да распишиме уште утре оглас. Да анимираме што повеќе луѓе. Со самата оваа дебата во собранието веќе јавноста се анимира и луѓето се анимирани. Ќе бидат повеќе заинтересирани да се пријават. Па ако треба на тој оглас, нека се пријават истите овие четворица кои што денес ги предлагате да бидат избрани. Па ако треба, бидејќи ги имате пред себе мнозинството, пак можете да ги одберете. Не е спорно тука. Само не сега ќе бидат одбрани по 3 недели или по 1 месец. И така, ние требаше да го одбериме советот многу одавна. 1 година е веќе законот во сила. Па не го направивме тоа сега, наврат на нос, го одбираме и то во половичен состав. Стварно не разбирам зошто е брзањето. Ова го реков и на комисија. Кога луѓето можат на повторниот оглас пак да се јават и да бидат избрани од вас како мнозинство ако сакат. Нема никаква пречка. Што може да спречи? Меѓутоа не. Мој колега многу го рече. Кој ќе притиснеш педалата на газ, колата тера, така да немаш многу време да се вртиш лево и десно. Меѓутоа, на тој пат има и кривини, не е само право. Пазете на првата кривина да не испаднете. Благодарам.